Драги ученици, добре дојдовте во уште една училница. Јас сум наставник Татјана Трајковска. Денеска ќе се дружиме заедно со вас на овој час по математика. На часот по математика ќе зборуваме за ротацијска симетрија. Почитувани ученици, откако ќе го проследите денешниот видеочас, од вас се очекува да препознавате ротацијска симетрија околу центар на правилен многоаголник. Ајде накратко да се потсетиме на тоа што е центар на ротација, што е ред на ротацијска симетрија. Центар на ротација е точката околу која се врти формата. А ред на ротацијска симетрија? Број на пати кога завртената форма се совпаѓа со контурата на оригиналната форма во круг од 360 степени. Например, квадрат има ротацијска симетрија од четврти ред. Секоја форма има најмалку еден ред на ротацијска симетрија. Се надевам дека познавате повеќе правилни многоаголници, како што се рамностран триаголник, квадрат, правилен петаголник, шестаголник и така натаму. На овој слајд забележувате повеќе форми кои укажуваат на ротацијска симетрија од различен ред, како што се вртелешката, снегулката, кружната форма, цветот, крстосницата, картата. Понатаму би ви понудила линк преку кој можете да дојдете до работниот прозорец на апликацијата Symmetry Artist и ќе искористите на тој начин што ќе ги користите алатките на самиот работен прозорец да прикажете ротацијска симетрија од ред 2, 3, 4, 5, 6 и повеќе реда. За да прикажете ротацијска симетрија од ред 2, како што е на примеров, ќе го искористите копчето 2, на кое што ќе кликнете, ќе користите различни линии и форми и различни бои. На тој начин ќе добиете форми за ротацијска симетрија од ред 2, како што е прикажано на овој работен прозорец. Понатаму, за да прикажете ротацијска симетрија од ред 3, ќе го притиснете копчето 3, ќе ги искористите линиите, различните форми и бои и на тој начин ќе покажете ротацијска симетрија од ред 3, а исто така ќе ја покажете и вашата креативност. Ротацијска симетрија од ред 4. На кој начин тоа е прикажано на овој слајд? Птиците укажуваат на ротацијска симетрија од ред 4. Гулабите, вртелешката, тркалото, а исто така на работниот прозорец со кликање на копчето 4 и користење на различни линии и бои е прикажана ротацијска симетрија од ред 4. Постои и ротацијска симетрија од ред 5, 6 и повеќе. Користејќи ги овие илустрации на самиот слајд, може да се прикаже и ротацијска симетрија од повеќе реда, како што се вилушките, зградата на Пентагон, пикадото, вртелешката, а и на работниот прозорец со користење на алатките се покажани фигури, односно форми за ротацијска симетрија од повеќе реда. Се надевам дека веќе знаете за ротацијска симетрија околу центар на правилните многоаголници. Поради тоа, потрудете се за домашна работа да изработите вртелешка со помош на следните материјали: хартија, стапче или молив, лепак, ножици, игла. Тоа ќе го направите на тој начин што ќе исечете хартијата во форма на квадрат, потоа од секоја теме исечете концентарот на квадратот со ножици половина од растојанието. Завртете ги подсечените делови како што е покажано на сликите.
Потоа, прицврстете со игла на стапче или молив. Така ќе добиете интересна вртелешка, ќе ја покажете вашата креативност и ќе покажете дека знаете за ротацијска симетрија околу центар на правилните многоаголници. Ви благодарам на вниманието.